ме прашуваат, вчера имавме машки час и се отвори дискусија околу самото проповедање, околу што тоа и како, да речеме, ги бираме проповедите. Многу е интересното и не прв пат се отвара една тема, која е причината што воопшто ние што стоиме од оваа страна не влече просто овојан вон. Обично милуваме така да кажаме. Христос е тој кој што ги прави нештата. Христос е тој кој не привлекува и сакаме колку што е можно на подобар начин да го пренесеме Божјото Слово. Со една единствена цел, како што и Лида се молеше на почетокот, да вие од таа страна имате разбирање за тоа што го говориме, со една единствена цел да може да го примениме во секојдневниот живот. Овој живот, јас милувам да кажам, бидејќи се подготвуваме за еден поубав, би рекол, живот. Се подготвуваме за еден вечен живот. Зошто го говорам сето ова? Тука вечерва седат ке се препознаат мои браќа и сестри, кои обично минатиот пат еден брат вели, вика, сум ја читал многу пати книгата Рут. И навистина е мала, само 4 глави. Вообичаено се знае што ќе се говори однапред, па вели, сум читал многу пати токму кога свекрвата Ноемин ја советува својата снаа што да направи. Меѓутоа, вика, никој пат не сум имал едно такво разбирање, едно такво толкување, како што говоревме минатиот пат. Вчера па еден друг брат вели дека, да, вика, знам што ќе се говори утре, многу пати и сум читал и минатиот пат што говоревме, што ја советува свекрвата Ноемин, својата снаа Рут, што да направи, луѓето обично го разбирале погрешно. Ова се многу важни и многу битни моменти и ја би рекол тоа е основниот и важниот и главниот мотив после Христос, дека луѓето навистина Словото и Бог ги променуваат. Размислував и мислам дека додека говориме, ја работиме, ја разгледуваме, ја толкуваме оваа книга, не сум ви кажал дека ако земете да разгледувате во однос во еден проповеднички контекст, не многу популарна е книгата Рут. Говорам во однос и во контекст на другите книги по целата Библија. Многу малку луѓе се зафаќаат од причина што велат, па нема што да се каже. Со еден збор во книгата Рут, бидејќи книгата Рут е една куса сторија, повеќе една семејна сторија. Меѓутоа, ова што ние го поминавме, видовме дека има многу важни сегменти, има многу важни моменти кои што не само биле битни и важни тогаш и таму, него идејата, повторно ќе кажам, е што тоа значи за нас денеска и овде. Минатиот пат говорев сосема накусо и опфатив сосема малку, сосема само 3 стиха од 3 глава и кажав дека има една дискусија помеѓу свекрвата Ноемин и нејзината снаа Рут. Ноемин има некакво чувство, како што говорев, да сака да ја вдоми нејзината снаа Рут. Има некакво чувство, има некаков поттик да сака да ја смести во некој, би рекле, мирен дом, да ја вдоми, говоревме да. И даде еден совет кој вели, кога веќе е завршена жетвата, кога ќе отиде воз со сите негови работници и слуги, да го прочистува, да го вее јачменот, клучното нешто беше што ја советува да се истушира
речено нашки, да се облече во најубавото што го има и да се намириса. Кажав дека повеќето луѓе сметаат дека има некаква замка, има некаква мамка, бидејќи Ноемин ја советува Рут, ние би рекле да му се упика на воз, да го придобие воз. Кажавме дека тврдо дека таков контекст нема, дека таквото едно однесување, таквиот еден пристап, рековме дека оваа вечер ќе го доразјасниме. И интересното е што третиот стих завршува и минатиот пат го потенцирав како многу суштинско и многу важно од страната на Рут. Во ниеден момент не даде никаква замерка на советот од Ноемин. Во ниту еден момент не се постави ниту едно прашање дали тоа треба да се направи, дали тоа е во ред да се направи, дали и како би можело на друг начин да се направи. Со еден единствен збор, многу покорно, многу послушно, со еден збор рече дека сето тоа ќе го направи. Така и продолжуваме оваа вечер. И интересното и така и ја насловив оваа вечерашна проповед, покорноста на Рут. Како што и беше и дала совет нејзината свекрва да внимава кога ќе се вее јачменот, да го пушти воз, како што вели да си го развесели срцето свое, да се најаде, да се напие, кога ќе се ослободи, кога ќе биде во една фаза на веселост, кога ќе биде во една фаза кога ќе ја напушти таа, би рекол, веселба, во тие моменти да го одбере вистинскиот момент и многу тивко да се прикраде и да легне, да се покрие кај неговите нозе. Интересното е што треба да имаме во предвид дека ова е период кога владеат судии. Што значи за нас, за подобро разбирање? Тоа е период кога во Израел би рекле дека и економскиот и социјалниот контекст е многу загрозен и се во една многу тешка состојба. Бидејќи се поставува прашањето зошто еден стопанственик, еден богат човек како што е воз, ние видовме во претходните две глави, кој што има толку големо богатство, кој што има толку многу ниви, кој што има своји работени, кој што има своји слуги, би требало вечерта, таму каде што ќе се вее родот собран, да ноќева и да оди таму. Причината поради која што воз ноќева и текстот ни вели легнува точно кај стоговите, е токму поради оваа економска и социјална политика. Состојба. Бидејќи во тој период се појавиле многу групи на ограбувачи, многу групи кои луѓето кои со тешка напорна работа го имаат собрано сето ова, сакале да си го сочуват до последното. Причината поради која што воз ноќева токму таму каде што се вее е оваа причина. И гледаме дека, сакам да се задржам само на неколку сегменти, а на крајот, како што реков, сакам да запомните од оваа проповед едно и единствено нешто, а тоа е покорноста на Рут, како што ја насловив. Рут прави токму она и точно така како што и има кажано нејзината свекрва Ноемин. Воз, гледаме од текстот, си го развесели срцето свое, си се напи, си се најаде и си легна. Многу тивко и овдека е многу клучен зборот каде што вели многу тивко и многу мирно му се прикраде Рут, легна кај неговите нозе и се покри со ќошето. Минатиот пат говорев што тоа представува повторно за
во тој контекст, за тогаш, за тоа време, за луѓето кои што го имаат изгубено член од семејството, кој може снаата да ја земе, што представува тоа покривање со ќошот од нивната облека. Тоа дури и денеска во некои земји доле во Азија се практикува. Кај јудеите една група денеска го практикува тоа, и тоа е како еден белег на жените кои што имаат такво покривало со ќошето, дека се веќе верени, би рекле, со современ говор. Токму тоа го прави Рут, и гледаме дека по известно време воз се буди, меѓутоа текстот вели дека џаше. Сакам да истакнам овдека дека исто така комбинатиот пат многумина го толкува дека се прикрадува. Рут е таа која што се прикрала ноќта и легнала со цел, повторно ќе кажам, за да го освои воз. Разбирањето и сето ова што го кажав претходно има само еден контекст, и тој контекст е многу добро, ние ќе видиме сега од разговорот помеѓу воз и Рут, дека воз многу добро разбира што тоа Рут прави. Многу добро уште повеќе разбираме дека целиот совет, сета замисла како ова да се изведе, Ноемин го знаела перфектно. Воз се разбудува и целиот жашен, растреперен овдека, прашува едно нешто, вели: која си ти? Можеме да заклучиме повторно од текстот дека воз видел силуета. Тоа со сигурност гледаме од прашањето, бидејќи прашува која си ти. Не е оспаничен дека дошол некој маж, не е оспаничен дека ги нападнале некакви кратци. Гледа јасно, од текстот гледаме дека е женска силуета. И прашањето е: која си ти? Прашува. Уште поинтересно е што Рут одговара. Рут одговара: јас сум твојата слугинка, земи ме под покривалото твое. И во ова што го говори Рут, повторно ја гледаме покорноста на Рут. Рут, ако се навратиме од првиот момент, од кога го изгуби својот маж, од кога останава сами со свекрвата своја, Ноемин, Рут и Офра, другата снага. Ако се вратиме уште во Моав, Ноемин им даде еден предлог, и дека најдобар предлог е да си се вратат по своите домови, да си останат во моавските полења, да си останат во нивните семејства, да си останат во нивната култура. Единствената која што, ако се сеќавате што кажа Рут, дека ќе дојде таму каде што ќе оди Ноемин, таму ќе дојдам и јас. Твојот Бог ќе биде и мојот Бог, и ќе останам со тебе до крајот на својот живот. Ние кажав и тогаш дека вистинските верни луѓе, вистинските оние кои што одговараат позитивно на поканата на Христос, се луѓе како Рут. Рут е пример за еден живот. Не треба да заборавиме дека Рут е исто тоа што сме ние. Дека и Рут и сите ние сме накалемени на коренот и на вистинската лоза. Рут отиде во непозната земја, меѓутоа отиде во земја каде што вистинскиот Бог, каде што е Јахве. И може да видиме, и јас сакам и се трудам секој пат да го потенцирам нејзиниот живот, и што го разгледуваме, што всушност Рут од доваѓањето во Јудеја, па се до овој момент, и ќе видиме како ќе заврши со 4 глава,
што ќе се случува, Рут покажува еден вистински, би рекол, христијански однос и христијански живот. Рут е пример за секој еден од нас. Ја многу пати говорев од тука, ве поттикнувам да правите паралели, да видите секој еден од нас каде е. Многу пати не сакаме со она што е нашиот репер, со она што е за нас авторитет. Многу полесно ни е кога сами си создаваме некакви авторитети. Многу полесно се снаоѓаме кога ние самите си правиме некакви мерки. Многу ни е тешко да се држиме до авторитетот на Слово. На почетокот, како што велат дека книгата Рут е една обична историја на едно 4-члено семејство, но морам да ве вратам и повторно да кажам на самиот почеток на нејзината за Елимелех, главата на тоа семејство. Човекот кој што го познаваше Јахве, човекот кој што живееше во Јудеја, и во петокот ке ве навратам кога говоревме за Црн петок, за страдањата Христови, кажав дека црквите се повеќе се полни со луѓе верни, меѓутоа кои што не веруваат. Или реков, полнини се црквите со неверни верници. Зошто? Токму од овој аспект и тога кажа. Одиме на црква, веруваме во Господ Исус Христос, сме се покајале за нашиот претходен живот, сме се крштевале и до тука точка. И од тука натака си тераме кој како сака и кој како умее. Ваквиот пример, ваквиот еден, би рекол, ваквата една хронологија на Рут од почетокот па се до овој момент, тоа е вистинскиот пример. Тоа е како секој еден од нас треба да се одвива и како треба неговиот живот да протекува. Интересното е, кажав, што не случајно Рут ги дава такви едни одговори на прашањето која си ти. Првото нешто што вели дека е слугинка. Јас сум твоја слугинка. Одговараме ли на секој наш повик од Христос? Евене, ние сме твоите слуги. Имаме ли впечаток? Веруваме ли длабоко во нас дека навистина сме слуги Господове? Навистина дека сме слуги на Господ Исус Христос? Или може би некој пат сакаме ние да го заземеме местото на Бог? Или може многу често сакаме ние да кажеме, па ќе се навратам што треба и како треба, бидејќи предпоставувам дека ние тешки ни се овие заповеди. Ова е, би рекол, кулминацијата на Рут. По кој знае кој пат. На прашањето која си ти, јас сум твојата слугинка. Тоа што вели, покриме со ќошето, покриме од делото твојата наметка. Во еден културолошки контекст, и минатиот пат говоре, Рут на многу културен начин му вели, ти си мојот спасител. Ти си мојот Господар. Во тебе само можам да најдам утеха. Ние кажавме дека во се преобраз на Исус Христос. Тоа го говори Рут на воз и многу добро се разбира. Уште по, би рекол, ја зголемува оваа кулминација во овој краток нивни разговор, тоа е што воз вели да си благословен. Ова повторпат го говори. Овде разбираме една работа дека воз и Рут има голема разлика во година. Воз во ниеден момент од кога ја забележа за прв пат кога дојде
на неговата нива. Во ниеден момент не ја злоупотреби неговата позиција. Минатиот пат исто говоревме и овдека продолжува тој контекст дека Рут била млада девојка, дека имало млади и убави момци со сигурност. Он на крајот говори зошто да биде благословена и зошто да биде блажена од Господ. Бидејќи во ниту еден момент ниту она не ја злоупотреби, ниту нејзината младост, ниту ја злоупотреби нејзината позиција. Него повторно сето она што го разбра од нејзината свекрва од Ноемин, како може да се продолжи семејната лоза од нејзиниот веќе починат свекор. Таа сето тоа го прави се до овој момент и ќе видиме, ние рековме како од овој брак, неслучаен брак, произлегува и цар Давид. Меѓутоа, многу е важно оваа сторија, овој живот на Рут, многу е сличен со нашите животи. Многу е сличен. Ние секојдневно, сакале или некеле, и тоа сме го говореле, принудени сме да донесуваме најразлични решенија. Решенијата кои што ги донесуваме, милуваме да кажеме, ако донесеме погрешно решение, дека секој пат вината и кривецот е некој друг. Меѓутоа, треба секој да се запраша што Христос бара од секој еден од нас. Повторно ќе го споменам вчерашниот машки час, зошто се собираат мажите на црква Добра вест. Од проста причина, бидејќи Бог така заповедал. Бидејќи ние ја носиме одговорност, сакале ние или некеле, дури се отвори една тема што се случува со понежниот пол, секоја чест до понежниот пол. Меѓутоа, ја не гледам таква концепција дека жената има одговорност. Си има своја одговорност. Меѓутоа, кога говориме во еден ваков контекст, Бог избрал, мажот го избрал да биде глава на семејството. Христос е глава на црквата. Бог е глава на Христос. Не можеме да избегаме од таа одговорност. Дали е тешка, тоа е друго прашање. Меѓутоа, сето ова го говорам во контекст, се враќаме на почетокот. Сакам да имате цело време, да ја имате пред вас сликата, како што велиме на оваа многу куса сторија. Елимелех донесе погрешни решенија. Елимелех беше глава на ова семејство. Елимелех беше верниот човек. Елимелех имаше одговорност за своето семејство. Немаше Ноемин. Ноемин си беше вистинска јудејска жена, покорна на својот маж. И тоа што ќе донесе и какво и да е решението, таа го почитуваше и го следеше. Меѓутоа, решенијата кои што ги донесе Елимелех се во контекст на тоа што го говорам, дека црквите се полни со неверни верници. Така и он. Многу верен, меѓутоа од кога дојде суша и глад, побара да го нахрани своето семејство, каде? Во Моавските полиња. Многу често и ние, како да не знаеме кој е нашиот Бог, како да не знаеме на кого му припаѓаме, како да не знаеме чиви деца сме ние, па се однесуваме и бараме најразлични решенија кои некој пат изгледаат многу смешни за луѓе кој нивниот татко е цар над царевите. Буквално така изгледа.
И овде ga продолжувам. Како што реков, оваа кулминација во овој кус разговор, многу добро ја разбра Воз. Ја благослови и многу чесено станува до крај. Ние ќе видиме како ќе заврши до крајот на оваа книга Рут. Воз прво и основно што и кажува на Рут, и кажува честно дека има и друг роднина. Треба да се запази редоследот, треба да се запази хиерархијата во таа еврејска традиција. Не дека не го знаела и Ноемин, но тој вели дека ќе го испочитува и дава збор што и да се случи и да не те земе, во името Господово и дава збор дека јас ќе те зема. Дури ја остава да остане тука до утрото, да не оди по нотните часови, да преспие, и ќе видиме наредниот пат како ќе се развива целата оваа историја. Ова се, ја на почетокот ја најавував како една навистина уникатна љубовна сторија. И така се развива. Кога би биле честни, минатиот пат говорев за младите, нема маж кој не би посакал сопруга како што е Рут. Меѓутоа и обрат. Нема жена која што не би посакала маж како што е Воз, колку што можеме да ги видиме овие 3 глави. А говорат доволно, говорат многу длабоко за карактерот, и најповеќе од се, така ја почнав оваа вечерашна беседа, дека Христос е тој кој што ги прави промените кај секој еден од нас. Покорноста ја наслови вечерашна проповед. И секој пат говориме и потенцираме барем едно нешто, како што отпочнав на почетокот. Ме радува многу кога ќе размениме некакви мислења со вас тука, кој што запомни. Тоа е целта, тоа не поттикнува, тоа не прави радосни дека не е залудна нашата работа од оваа страна на амвонот. Покорноста е многу значаен сегмент од животот на верниот човек. Се повеќе луѓе говорат дека денеска можеби ќе се спасуваат повеќе луѓе. Најголемиот проблем е покорност. Кој си ти да ми кажеш мене како јас ќе се однесам? Кој си ти што ќе ми кажеш мене што треба јас да правам во мојот живот? Па и јас сум си сам на себе доволен. Јас знам што треба да правам. Некаков си Бог ќе ми кажува мене што треба во животот да правам, како да се однесувам, како да размислувам, ќе ми кажува за етички и морални некакви. Ете, тоа е големиот проблем. Ете, затоа се восхитувам и затоа потенцирам толку многу за покорноста на Рут. Имајте ја секој пат во предвид. Размислувајте за една покорност. Многу често говориме дека не ја знаеме Божјата волја. Божјата волја нас ни е дадена. Него колку сме ние покорни за да ја исполниме таа Божја волја. Имаме проблем со авторитетите. Имаме проблем со покорувањето. Имаме проблем со послушноста. Зато и воопшто имаме проблем. Ние говоревме вчера на Машкиот сад. Зошто се собираме? Се собираме за да се изучуваме. Се собираме за да едноставно ги препозна. Словото вели дека се повеќе и повеќе во последните времења ќе излегуваат лажни Христоси. И не треба да дојдат последните време. И денес ќе има лажни Христоси и заведуваат и лажат големи маси на народ. Многу е лесно да излажеш некој, јас секој пат велам, кога не е стручен во некаква област. Многу е лесно. Ние говоревме вчера, имаме тука стручен човек за последните времени.
Така е и разменуваме. Треба да се обучуваме. Секој еден од нас е стручен во својата област затоа што се обучил. И многу тешко можете да прелажете некој во таа област во кај што е стручен. Па нас животот овдека на оваа земја секој ден благодариме за секој ден Господ што ни го подарува. Јас така го разбирам. Се повеќе и повеќе да се изучуваме едни со други. Се повеќе и повеќе да растеме во спознавањето на Словото. Со една единствена причина, веруваме ли дека има вечен живот? Веруваме ли дека нешто ќе правиме, нема да лежиме таму во Царството Божие? Дека сега се подготвуваме за тој живот. Некои од нас разбираат, некои од нас не разбираат. Повторно доваѓаме, Стариот завет беше, велиме, корпоративниот завет. Многу е важно сега говорам за завет. Многу е важно да ги разбереме заветите. Ние многу пати како да не... И јас такво чувство имам како да некои луѓе не го имат разбрано заветот што го склучиле со Бог. Ние сме во заветни односи со Бог. Ние имаме договор едни со други, би рекол. Секој еден од нас има договор со Бог. Како да не знаеме што сме подпишале, што е обврската од тој завет и од тој договор. Од наша страна имаме тука правник кој одлично ги познава договори. И што се случува кога еден од двете договорени страни нема да го исполни својот дел? Сериозно така мислам. Дека многу луѓе не го разбираат тој завет. Не знаат во што се впуштиле, не знаат што подпишале, не знаат во што влегнат. Бидејќи од тука ќе се надоврзам, тоа сакав да кажам, не разбирајќи го изгледа договорот, не разбирајќи го својот дел кој треба да го исполнат, затоа доваѓаме во некои состојби кои што едноставно сме непокорни. Тоа е основата на вечерашната моја проповед. Тоа е основата што цело време Рут многу покорно, многу одговорно, иако дојде од земја каде што богови колку сакаш имаш, но дојде кај вистинскиот Бог и многу добро разбра, не многу одлично разбра. Ние просто некој пат не си веруваме едни на други. Во ниеден сегмент Рут, пак ќе кажам, не е преречена на Ноемин, на свекрвата своја. Целосна доверба. Ние кога ќе дојдеме до момент да некој некому треба да каже нешто, доваѓаме во проблем. Ќе продолжиме следниот пат и ќе ја завршиме 3 глава. Ќе ни остане уште свадбата, јас така велам, 4 глава. Но ќе видиме секоја една од овие глави си има свој херој, барем јас така милувам да кажам. Рут е овде хероината во оваа глава, иако ништо помалку не е ни Ноемин. Меѓутоа 4 глава ќе ги видиме бас сите атрибути на воз, иако до сега се покажува дека на вистински верен човек. Вистински човек на верата. И ќе видиме како вистински Бог ја закрилува. Ние говоревме, имаше една проповед од крилјата на Бог. Како квачката што си ги прибира пилињата, како пилињата што се сигурни под крилјата неизини, токму така Рут моли и токму така воз ја прибира под крилото, како што вели, земиме под крилото свое. Така ние сме прибрани под крилото на Христос. И само така можеме да бидеме
и сигурни, и само така на почетокот Ноемин вели: сакам да те одомам, сакам да те сместам на сигурно место, каде што ти имаш сигурност. И нашата сигурност е под Христовото крило. Нашата сигурност е во нашето семејство. И секој пат потенцирам, може да е човек мажен, може да е немажен, женен, неженен, меѓутоа ова е нашето семејство. За било каков проблем овде се чувствуваме најсигурни. Овдека секој еден проблем можеме да го решиме многу, многу лесно, би рекол. Само една реченица завршувам. Запомнете Рут, покорноста на Рут, размислувајте сите заедно да размислуваме за нашата покорност.